Ќе има ли единство меѓу власта и опозицијата за преговорите со Бугарија или несогласувањата ќе резултираат на штета на државните интереси? Премиерот Ковачевски не гледа искрени намери во повикот на Мицкоски за национално обединување. Според него, декларацијата на ВМРО-ДПМН за Гоце Делчев е едностран документ и ги попречува преговорите со Софија, кои според Ковачевски се одвиваат во европски дух. ВМРО-ДПМН во изминатиот период единствено нешто што прави е креирање на хистерија во однос на разговорите кои што се водат со Република Бугарија. Исто така во рамките на подготовките за работните групи кои што ги формиравме со бугарскиот премиер и со членовите на нивната влада, заедно со нашата влада, ние упативме покана и до опозицијата, која што беше одбиена. А изјавата на Ковачевски за лидерот на опозицијата не е изненадување. Мицкоски денеска порача дека очекува СДСМ да го промени ставот и да ги стопира, како што тој кажа, штетните политики на Заев. Кога станува збор за националниот интерес, еднашка очекуваме од СДСМ да застане и да ги подржи политиките на обединување. Прв чекор, еве, нудиме подадена рака, поддржете ја декларацијата за титанот, за великанот Ѓорги Делчев. Вчера шефот на дипломатијата Османи изјави дека Македонија не може да застане зад самоопределените македонци во Бугарија и децидно порача дека македонската цел не е ескалација на односите со Бугарија, туку деескалација. Ќе одговорам со поставување на прашање кон господинот Османи. Доколку тоа во Бугарија не беа македонци, туку беа албанци, дали ќе имаше ваква изјава? И тука лежи одговорот зошто господинот Османи не е најсоодветната личност да биде на оваа функција во овој момент кога се дискутира за едно круцијално национално прашање на македонскиот народ. Преговорите меѓу експертските групи на Министерствата за надворешни работи на Македонија и Бугарија продолжуваат и оваа недела, откако последната средба не донесе успех и придвижување на позициите. Вчера Османи порача дека фокусот на Софија е насочен кон вметнување на бугарите во македонскиот устав, додека македонските интереси се идентитетските прашања и јазикот. Сепак тој не одговори дали официјална Софија се повлекува во однос на овие барања во преговорите.